Замисли некој да ти забрани некој работи само затоа што се лице со попреченост. На какви работи мислиш? Па, например, да одиш на училище со други луѓе, да се вработиш на некоја работно место, да излезеш на избори и да гласаш, да одиш на лекар или во болница, трпиш навреди или офрлење од другите. Па сите овие работи се примери на дискриминација. Ако некоја од овие работи ти се случила во животот, значи дека ти си бил дискриминиран. А ти знаеш ли што тоа дискриминација? Па тоа е кога некој те третира полошо од останатите само поради некој твој особини. Како мислиш? Например, ако другите се однесуваат лошо за тоа што си друга вера или нација, маж или жена стара особа или лице со попреченост. Анабела стигна. Што се случило? Значи, толку се чувствувам вознемирена од тоа што случи пред малку. Значи, нозе ми се тресат. Што се случило? Пред малку минував ни центар и видов како момче нападна својата девојка. Толку добро имаше стиснато кон зидот, што девојката не може глас да пуши, а што е пострашно никој не се обиде да им помогне. Карај си го барала, што си барала, тоа си добила. Значи не можам да поверувам, али, зарем поддржуваш насилство во жената? Не знам дали знаеш, ама секоја 100-та жена во светот е жртва на семејно насилство. Да не зборам, дека и вие мажите се почесто се жртви на насилство од нас жените. И ти ми го одобруваш ова? Да, точно е, дека жените доживуваат физичко, сексуално, психолошко и емоционално насилство, повеќе од мажите, а овие форми се поголеми кај жените со попреченост. Например, жените и девојките со попреченост доживуваат 2 пати повеќе насилство отколку останатите жени. И исто така доживуваат насилство во институциите. Јас мислам дека постојат голем број на стереотипи за насилството. Па да, овие лица често се офрлени како безпомошни, пасивни млади деца. Тоа ги прави да бидат невидливи во општеството. Тоа е главен проблем дури и за тие кои се жртви од насилство. Вклучување во сите сфери на општественото живеење. Зависното живење, значи лице со попреченост треба да ги добива сите средства за избор, контрола од својот живот и носење на одлука се засега нивниот живот. Лична автономија, само одлучување, пристап до информации и комуникација. Поголема достатност, палифатиливост, кабилитет на услугите. И тоа е сам, ветот не шепоти. Отвори се,
имам право на еднато избор и слобода. Slušaš li, malečka, imam duša buntovna, kad slušam se, kad zgazam se, tylko słynam zbór oboj swe. Gledasz li, maleczka, imam duša bezkrajna, kad slušam se, kad słynam se, što dobra ljubav oboj sve. Jaz imam pravo i da imam kontrolu svoj život. Nemoj da gledaš u oči, nemoj plaćam da rozi za poslene man. I na drugi ti ne zaslužuvaj, neka ti vreme to uvati mi srce. Lična pomoć, podrška, realna podrška. Добър ден на сите! Моето име е Весна Велевска, имам 53 години и съм лице со попреченост. Мојот живот го поминав повеќе 20 години во институција, но денес во порака Неготино го живеам мојот сон. Се уште 43 мои пријатели, кои се мое семејство. Да, тие се моето семејство. Ние сме едно големо семејство.
со нив ја споделуваме мојата радост, мојата тага, мојата желба. Заеднички другаруваме, сакаме, мечтееме, живееме. Заедничко разбирање, почитување и помагање. Работите се поубави, поинаку не почитуваат, не сакат и не помагаат, а тоа е битно за сите нас. Битно да бидеме видливи во општеството, да бидеме творци на својата иднина. Да ги користиме сите можности на најдобар начин, да покажеме дека сме личност кои знаат и умеат, другаруваат, сакат, а тоа го прават вистински, искрено и од срце. Еден ден ќе ме молиш, ќе ме сонуваш, баш тој ден ќе ме сакаш и проколнуваш. Ти и јас, тако нешто не се случило, а кај си и што си, со кого не сакам да знам.
да можеме да бидеме лица кои ги уживаат човековите права и слобода, но лица кои нема само свој права, туку обрски во општеството. Na zdravje!